Добро вечер. Утре во владата ќе се одржи тет-а-тет средба меѓу премиерот Мицкоски и лидерот на СДСМ Филипче. Потврдија и од владата и од опозицијската партија. Филипче на денешната пресконференција изјави дека се надева дека партиите ќе се согласат на лидерска, но дека е добро прво да разговара со премиерот. Филипче вели дека целта е преку политички диалог да подготват стратешки документи за следните 2 децении, со фокус на образованието, здравството, правосудството и животната средина, како најслаби алки во системот. Премиерот Мицкоски пак потврди дека е подготвен за средба, доколку опозицијскиот лидер има план и желба да помогне. Во однос на најавената анкетна, Филипче изјави дека нивниот став не е променет, но даваат поддршка на институциите и чекаат да видат како ќе заврши истрагата. И последната работа, тоа што најмногу граѓаните ги иритира, а тоа е партизацијата и политизацијата. Мораме да ги ослободиме институциите од канџите на политиката и партијата, за да младите луѓе имаат навистина добар компетитивен мерит систем, на тој начин се вработуваат и напредуваат. Се надам дека сега кога политичките партии ќе го слушнат ова, навистина ќе ја прифатат таа лидерска средба. Но добро е прво да го поразговараме тоа со премиерот, имајќи предвид дека тој прв подаде рака и на прва одговори дека средбата е прифатлива. Доколку навистина има план и желба да помогне, стојам на располагање, во секое време ќе го прераспределам мојот распоред на полнок, после полнок, кога ќе каже тогаш да го сослушам неговиот план и да видиме дали по тој план нешто може да се реши. Но доколку планот опфаќа пристап стабри, како што беше во минатото за време на короната, тогаш јас такви планови не можам да прифатам. Председателката Гордана Силјановска-Давкова им се заблагодари на сите пријателски држави што во моментот на национална трагедија и шок, предизвикани од трагедијата во Кочани, на Македонија и пружија и се уште и пружаат навремена и несебична помош. Ја почувствувавме силата на вистинското пријателство преку нивната присутност и поддршка, која што ќе остане врежана во колективната меморија на нашиот народ. Тажно е што низ болката и ненадоместливата загуба ја спознавме суштинската поврзаност со светот и длабокото чувство на припадност, нешто што не требаше да биде плод на трагедија, навела председателката. Советот на јавните обвинители со мнозинство гласови даде негативно мислење на предлогот на владата за разрешување на обвинителот Љупчо Коцевски, за кого пак владата ја запре постапката поради истрагата за пожарот во Кочани. Против разрешување на обвинителот се изјаснија 6 членови наспроти 3 кои беа за. Советот ќе го изготви мислењето во законски предвидениот рок и ќе го достави до владата. И биде во писмена форма и со образложение дадено и доставено до владата. Јавноста беше исклучена по предлог на член на Советот, кој што едногласно беше прифатен од страна на другите членови. Со двотретинско мнозинство јавноста беше исклучена, се заради заштита на угледот и интегритетот на јавниот обвинител, како и заштита на податоците кои што беа содржани во доказите кои што јавниот обвинител ги достави заедно со произнесувањето по предлогот. Раководството на рудникот Тораница ги негира тврдењата на градоначалникот на Крива Паланка. Велат нема екоцид во Крива река, а според анализите имало за 5 пати помало присуство на цијанид од дозволените гранични вредности во водата за пиење. Квалитетна вода за пиење. Во вода за пиење е дозволено да има 50 микрограми на литар цијанид. А овде се најдени кај нас испод 10, мислам дека и анализите на општината што е правена, и тие се неколку пати пониски од таа гранична вредност за вода за пиење. Гарантираме дека прво нашата вода која што излегува од јамските простори нема како да има цијанид, нема од каде да дојде тој цијанид. Таа не е никако третирана, не е влезена во процесот на флотирање и на може би имало и не навлегувам во тоа. Нека си проверат институциите, меѓутоа информациите кои што ги кажува градоначалникот се во рамки на вода за пиење во однос на цијанидот и нема никаква опасност од тој аспект да врз животинскиот и растителниот свет на Крива река.
Сојузот на синдикатите бара и сите функционери да бидат на минималецот 500 евра плата. Во спротивно најавува генерален штрајк и протест. Ова беше главното барање што Сојузот на синдикатите на Македонија го испрати на нивната прва јавна седница, марширајќи прво пред Собранието, потоа пред Стопанската комора и на крај пред владата. Бараат надлежните да го разгледаат и да го прифатат минималецот да изнесува не помалку од 500 евра, како изголемување на сите други плати за 100 евра, а државата да субвенционира дел од придонесите во период од една година. За владата протестот е демократско право, но министерот Дурмиши смета дека синдикатот своите барања треба да ги изнесе пред социоекономскиот совет. Обвинетиот Владко Кешишев тврди дека во штабот на Десна се договарале киднапирањата, а дека планот за убиството на Вања го смислил Палчо. Одбраната на Кешишев вели дека тој во овие случаи имал подчинета улога, но адвокатот на Палевски дека исказот му бил наметнат. Уверувајќи дека му бил верен послушник на Љупчо Палевски, кој во мобилниот телефон го запишал како царот, обвинетиот Владко Кешишев тврдеше дека не бил целосно свесен за планот и убиствата на Вања Ѓорчевска и Панче Жежовски. Во полиција му било страв да пријави, а кога на Палевски му ја покажал сликата од исчезнатата Вања дека се бара, тој му рекол да стои настрана и да молчи. Владко Кешишев пред да го даде својот исказ, се согласи Палевски да биде отстранет од судница, откако неговиот адвокат рече дека поради влијание и страв може да не ја каже вистината. Судијата го отстрани Палевски, а Кешишев тврдеше дека киднапирањето на жената, за која подоцна ќе дознае дека е всушност девојче, е план на Палевски. Тој само ги слушал наредбите и возел. Велибор го возеше Цитроенот до зградата. Паркиравме на паркингот. Излегува Боре и Велјо, а мене ми кажа да останам во Цитроенот, да не го гасам, да биде запален. Кога влегува во зградата, и мене ми дадоа моторола. Имавме јас, Велјо и Палчо, кој беше во кангуто. По 10-15 минути Велјо ми рече да се препаркирам пред влезот и да го отворам гепекот. Прво излезе Боре. Јас седнав на совозачкото место. Велибор носеше врзана вреќа и ја стави во гепекот. Тој возеше до местото Бразда, каде се заврши се. Кога стасале кај Бразда, по наредба на Палевски стоел на оддалеченост од 20 метри за да внимава некој да не најде. Се свртев 2-3 пати да видам што се случува. Првиот пат разговара, гепекот беше отворен. Не знам што разговараа, бев далеку. После кога се завртев, гледам дека почна да копаат. Последниот пат кога се свртев, Палчо во рака држеше пиштол. Се свртев да гледам компатот, да не најде некој и слушнав истрел. Пукање, ама некако тапо. На крајот ме викаа да побрзаме, за да се затрупа телото. Јас не го видов телото, и веќе беше затрупано со земја. Потоа Палчо ги избриша лопатата, ашофот и копачот со ВД-40. Ги стави во кангуто. Неговата одбрана тврди дека немал директна улога во грабнувањата и убиствата, но за одбраната на Палевски пак исказот на Кешишев бил наметнат. Истиот нема никаква улога во извршување на грабнување, а уште помалку во извршување на убиства. Самите слушнавте дека истиот бил во положба на подчинетост на останатите обвинети. Ни еден од нив, нити Велибор, нити Кешишев, кажуваат јавно дека биле таму, ама чуле не виделе. Како можеш да бидеш присутен да не видиш? Едниот зборува еден исказ, другиот зборува други исказ. Јавно се гледа дека се монтирани двајцата и дека зборуваат она што некој им го наметнал. За време на киднапирањето на Панче Жежовски, Кешишев раскажа дека по насока на Палевски го возел Реното Кангу. 2 години предходно заедно со Велибор Манев потврди дека ископале дупката во местноста Рудник. Следно рочиште за случајот е закажано за во петок. Тоа беше се. Пријатна вечер.